Во услови кога Русија ја гранатира Украина, Кина го изненади светот со оваа објава дека ќе испрати мировен представник во Киев. The Chinese side will send a special representative of the Chinese government on Eurasian affairs to visit Ukraine and other countries to conduct in-depth communication with all parties for a political settlement of the Ukrainian crisis. Кина со својата објава привлече внимание за својата дипломатска иницијатива кон Украина, велејќи дека кинескиот лидер Ши Џипинг разговарал со украинскиот претседател Зеленски. Зеленски бараше да разговара со Ши и се огласи на Твитер за да го поздрави разговорот. Во Вашингтон, портпаролот на Советот за национална безбедност на Белата куќа, Џон Кирби ја поздрави веста за разговорот на лидерите, велејќи важно е претседателот Ши и представниците на Народна република Кина да искористат украинската перспектива за оваа незаконска и неиспровоцирана инвазија од страна на Русија. Портпаролката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова рече дека Москва гледа широка согласност со пристапот на Кина, но дека главната пречка се, како што ги нарече, нереалните барања на Киев. Ши ја посети Москва во март. Пекинг одби да ја осуди руската инвазија на Украина или да побара повлекување на незините трупи, а наместо тоа повика на воздржаност од сите страни и го обвини НАТО дека ги поттикнува борбите. Ова ги остава повеќето експерти за надворешна политика скептични дека Кина може да биде миротворец. Мајкл Кимач од Католичкиот универзитет на Америка изјави за Гласот на Америка дека нема шанси Кина да понуди некоја корисна дипломатска рамка за ставање крај на овој конфликт. It's going to play a role in Ukraine's reconstruction, and it's a big economic actor, and it's a major country. But it's not as if China is, for the time being and for the foreseeable future, any kind of realistic alternative to any of the actors in the war itself. Кимаш рече дека постојат економски фактори во игра. China and Ukraine had a pretty substantial economic relationship before the war. I believe that China was Ukraine's largest trading partner, and China has a network of economic interest in the region, not just in Ukraine, but in the broader region. Во меѓувреме, затворениот руски опозицијски лидер Алексеј Навални изјави дека може да се соочи со доживотен затвор под обвинение за тероризам, а властите подготвуваат ново големо судење против него. Организациите за човекови права и западните влади бараат негово ослободување, велејќи дека обвиненијата против него се апсурдни. Кинеските државни медиуми објавија дека Ши апелирал до Зеленски да започне преговори со Русија, но познавачите на кинеската политика веруваат дека Кина можеби и нема баш најдобри намери, но исто така веруваат дека Кина пак гледа на Украина како економска можност за евентуална обнова по завршување на воениот конфликт. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.